Добра вечер и поздрав од студио 2 на Македонска телевизија. Конечно, сексуална азбука, почнуваме со едукација. Веќе добивме благослов во претходните 3 емисии, оправдување на емисијата од научен, медицински, етички, филозофски, естетски аспект и на крај амин од религиозен аспект. Почнуваме на буквата А. А како анус, А како анален секс, анален пенетратор, абстиненција, аноргазмија, асексуалност, абортус, аднекситис, автентична средба на двајца и алкохол и секс. Но во студиото ќе зборуваме за алтер его, алфа мажјак, афродизијак и амор. Аморовата стрела не знае за предрасуди и не разликува разлика во годините, таа погаѓа. Вечерва со нас се токму погодените од аморовата стрела. Добро вечер за професор доктор Јовицо Гриновски и неговата 33 години помлада и поубава половина. Добро ни дојдовте. Добро вечер. Дали се уште чувствувате болка од местото каде што ве погоди аморовата стрела? Аморовата стрела погаѓа и остава трага и лузна и болката е перманентна. Не е тоа сладка болка, госпоѓа Ангела? Се согласувам, апсолутно. Вечерва со нас се студентите од медицинскиот факултет. Голема благодарност до деканот на медицинскиот факултет, господинот Никола Енкуловски, кој ни даде 12 мина величествени да емисијата добие една сериозна содржина. Вие сте академски едни граѓани, значи ќе очекувам од вас академски, а не сирџински прашања. Прво да ве прашам, дали на некого професорот Угриновски му предава? Не. Не. Професор, мислев, ако предава случајно ќе бев сигурна дека нема да поставуваат сирџински прашања, но можеби ќе ви предава во иднина. Да, тоа секако. Благодарност до вашиот председател и подпредседател во отсуство од студентскиот парламент, кој вети дека во иднина ќе имаме постојана екипа од студенти. Добро вечер и до вас. Благодарам на што не поканивте да бидеме гости. Так, а сега одиме на буквата А, прилог број 1. Анусот е јасно, што е еден анатомски орган кој што ги има и кај мажот и кај жената и пак во последно време се повеќе се појавува како речеме полен интерес и кај мажите и кај жените, повторно поврзано со интернет, повторно поврзано со она одбегнување или застранување од нормалниот сексуален однос. Тогаш и се јавуваат и повреди на анусот. Кога зборуваме или за анален секс или анални односи, секогаш е аналниот однос кој што сметаме дека е, речеме, ненормален или не можам така да кажам ненормален, меѓутоа се разликува од она што се сметало дека е нормално. Имаме појава на разни инфекции кои што се сексуално преносливи инфекции, меѓутоа инфекции кои што се инфекции со бактерии кои што нормално не се присутни во, да речеме, вагиналната флора. Значи пренесување на бактерија од гастроинтестиналниот тракт во гениталниот и генитуриналниот тракт. И во последно време се почесто се среќаваат вакви инфекции и затоа е битно кога луѓе практикуваат ваков секс да секогаш користат кондом и битно е да се знае дека постојат специјални кондоми и секако оние лубриканти кои што може да ги користат при ваков вид на секс. Анален пенетратор. Ова е стимулатор кој што служи за стимулирање на аналната регија кај луѓето. Може да се користи како кај мажите, така и кај жените. Се произведува од пластика, од силикон или од ПВЦ. Аноргазмијата представува неможност да се доживее максимално сексуално задоволство или врв на сексуалното задоволство, оргазам, кој што се среќава и кај мажите и кај жените. Почесто се смета дека е кај жените неможност, но жените многу поретко се оплакуваат на оваа мака, на интимен план, од разни причини. Еден дел се традиционални, културолошки, значи кај голем број од жените важи мислењето или убедувањето дека сексот представува нешто што не е задоволство или не би требало да биде задоволство, дека сето тоа е во функција на сочувување на врската или сочувување на бракот или пак заради продолжување на врската, што не е исклучено, нормално и тоа е битно, но кај голем дел од жените може да представува пречка за доживување на тој врв на сексуалното задоволство кое што се вика оргазам.
Терминот аноргазмија значи означува неможност да се доживее оргазам. Можно е да се случи и кај мажите, може да биде во склоп некогаш во некоја ситуација, исто така и кај жените, може да биде ситуацијно условено, може да биде ретко присутно, но може да биде и постојано присутно, значи кај голем процент на жени постои еднаш до два пати или неколку пати во животот да доживеале оргазам. Сексуална аверзија представува сексуална дисфункција која што означува гадење, страв или одбегнување на сексуалниот однос заради чувството кое што се предизвикува при сексуалниот контакт, се јавува и кај мажи и кај жени, ако е изолирано, ако не се вклучени некои органски причини. Најчести се некои пречки во тек на сексуалниот развој кои што предизвикуваат гадење, чувство на анксиозност или чувство на непријатност и страв, кое што па доведува до одбегнување на сексуалните контакти меѓу сексуалните партнери. Алкохолот и интимноста. Вообичаено младите луѓе првичниот чин на интимноста знаат да го врзат со алкохол, затоа што има чувство дека алкохолот ќе даде храброст да направат нешто што толку многу го очекувале во животот, нешто што толку многу се плашеле во животот, нешто за што толку многу имале чувство дека треба да се случи. Така да вообичаено не препорачуваме првиот интимен чин и воопшто интимноста во животот не треба да биде под уплив на психоактивна супстанца. Значи, алкохолот спаѓа во групата на психоактивните супстанции за да го немаат она лошо чувство, кога зборуваме на младата популација, несеќавање на настанот, несеќавање на некој пријатен момент, кога зборуваме за повозрасната популација, алкохолот неповолно влијае врз интимноста, значи на некој начин ја покачува желбата, но на друг начин ги намалува можностите за интимност. Така да дефинитивно алкохолот не се препорачува. Зборуваме за алкохолот во големи количини, а во основа првиот интимен чин не треба да биде под уплив на психоактивна супстанца. Нешто што е многу присутно кај младата популација и кој оди во прилог на едно отуѓување на младите, страв од врска, страв од дарување на љубов, страв од долга релација, тоа се тие идеализирани асексуални врски, абстиненцијата, која се манифестира на многу други начини, функционирање по типот на она што жаргонски би го рекле мување, значи младите луѓе се бакнуваат, допираат, но не сакат да реализираат партнерска релација, затоа што партнерството значи и обврска. Значи комуникација, значи секојдневно дружба, јавување, абстиненцијата може да се јави во било кој период од животот, можеме да кажам недостаток на интимност во било кој период од животот, било да станува збор за адолесцентната, во подоцниот период, или да станува збор за периодот на зрелото доба, неповолно влијање. Значи, недостаток на љубов се постојат многу супститути и замени, но дефинитивно ljubовта е единствена, но на вистинска љубов, во која ќе се оди без предрасуди, во која интимниот однос ќе биде во момент кога е очекуван, кога е на некој начин и планиран, но се вклучува и спонтаноста на интимниот однос, а абстиненцијата е нешто што не се препорачува во ниеден животен период. Значи таму каде што имаме луѓе кои навидум делуваат многу асексуално, значи навидум за другите, можеби во себе имаат голема желба за споделување на љубов, за споделување на интимност. Додека она што навидум не изгледа многу еротизирано, значи адолесцентната популација изгледа еротизирано. Значи начинот на облекувањето, тоа е дел од адолесценцијата, но таа еротизираност води повеќе кон асексуалност, отколку или таму каде што го имаме она што навидум изгледа асексуално. Автентична средба на двајца. Двајца партнери во било кој животен период од животот и се поставува прашањето, нели, кога има двајца, има шестмина. Двајцата како другите ги гледаат. Двајцата како меѓусебно се гледаат и како секој се гледа самиот. Затоа честопати се случува да една автентична средба може да биде споделена од страна на партнерите кои биле дел на средбата на сосема различит начин.
онака како самите се чувствувале и онака како биле видени од страна на Абортус всушност представува прекин на бременоста. Прекинот на бременоста може да биде намерен и ненамерен. Ненамерниот и спонтаниот се случува во било кој дел од временски дел од бременоста, со тоа што се рачува дека негде до половината на бременоста тоа представува абортус, а потоа е предвремено раѓање. Кога зборуваме за абортусот, треба да кажеме дека намерниот се дели на социјален и на медико-етички. И тој социјален абортус е, например, кога родителите или мајката не сакаат да го родат детето заради економски причини, или тоа што не можат, тоа што имаат многу деца. Потоа медико-етичката комисија одлучува во случаи кога постои пред раѓањето откриено во раните, значи недели на бременоста, некое наследно заболување и исто така жртви на силувања и така натаму. Треба да се каже и дека во сите времиња, временски периоди и историја, дека многу бил важен и криминалниот абортус. Тоа е изведување на абортус во однестручно лице во несоодветни услови, кои што секако дека е опасен, дека може фатално да заврши. Треба да се кажат и законските норми, кои што важат и кај нас и во голем број од државите, дека малиот абортус, така наречен мал абортус, е дозволен до 12-та гестатиска седмица, а додека големиот абортус е дозволен некаде до 20-та навршена недела или 22-та, зависно од кои се индикациите. Адекситис, тоа всушност представува од латинското име на придодадените органи на матката. Тука спаѓаат, значи, јајцеводите и јајчниците. Кога имаме нивно, значи, воспаление, инфламација од различните причинители, тогаш доаѓа до тоа заболување кој што се означува како адекситис. Адекситисот ретко настанува од некои внатрешни причини, меѓутоа најчесто настанува од така наречените асцендентни инфекции, кои што можат секако да настанат и при сексуалниот акт. Штета што камерата не може да забележи. Овде имаше еден мал студентски конзилиум, се консултира се, а што е тоа што збора, да, ова смучеле, ова не смучеле, па сега ќе ве прашам вака званично, дали нешто, драги студенти, не сте слушнале од ова што сте го слушнале, што го слушнавте? Повеќето термини што беа продискутирани сега, сме ги слушнале од секој дневниот живот, нели, дискусии со друштво и така натаму, а некој како абортусот сме ги проучиле повеќе во студиите. И адекситис. Да, така натаму. А овој дел за автентична средба, мислам дека повеќето тука не го дискутираме. Тоа беше интересно за автентична средба. Да. Добро, важно имавте што да слушнете.